се вклучуваме на лице место од една навистина уникатна изложба која што верувам дека ќе ги заинтересира сите оние кои што се именно љубители на спортот. Станува збор за изложба која што е отворена на 8 мај во Мала станица во Национална галерија и е насловена Предизвик иновациите на италијанскиот дизајн во спортот. Именно оваа изложба е отворена по повод денот на италијанскиот спорт кој што всушност овој ден се одбележува во светски рамки секоја година. Ово утро заедно со нас моја денешна гостинка која што ќе ни напомене нешто повеќе за оваа уникатна меѓународна изложба, Диана Стерио од италијанската амбасада. Да и посакаме добро утро. Добро утро на сите гледачи на утренска на Телма. Добро утро на вас. Драго ми е што дојдовте и што покажавте интерес за оваа прекрасна изложба, навистина единствена во својот карактер. Што да ви кажам повеќе за ова? Представува, да речем, дел од одбележувањето на второто издание на Денот на италијанскиот спорт во светот, кое што се одбележува малтене секаде каде што Министерството за надворешни работи на Италија има своји дипломатски представништва, конзуларни институти за култура и така натаму. И секоја од овие, да речем, представништва е слободно да одбере што би било, да кажеме, повод и настан со кое што би се одбележал Денот на италијанскиот спорт. Второто издание, како што напоменав, малку се разликува од ланското, кое што беше баш посветено на калчото, тоест на фудбалот. Оваа година имаме нешто поинакво, посветено на еден прекрасен динамичен спој помеѓу спортот, функционалноста, индустрискиот дизајн, и сето тоа навистина може да се види преку овие прекрасни, единствени решенија кои што само италијанските дизајнери можат да ги измислат. Меѓутоа, овде не се работи само за чист дизајн, туку се работи за предсе внимание кон функционалноста со користење на многу високи технологии, инженерски, да речем, изуми, иновации, затоа и ставено во самиот наслов. Почнувајќи од некаде 60-тите години, во нај период на историски и економски бум во западниот свет и пошироко, почна навистина да се издигаат и компании, но и многу индивиду кои се истакнале со, да речем, индустријски дизајн, кои што и такако биле употребени понатаму во развојот на сите овие аксесуари. Напоменав уште на самиот почеток дека оваа изложба на некој начин е по повод денот на италијанскиот спорт. Колку овој чекор всушност е важен за Италија и за италијанската дипломатија? Видете вака, не за џабе, не бадијала, како викаат нашите, се одлучи од страна на Министерството за надворешни работи и меѓународна соработка да се посвети еден ден кој што е наречен Ден на италијанскиот спорт во светот. Значи, спортот, како што сите знаат, впрочем, во цел свет, е еден огромен стратешки инструмент во италијанската дипломатија, италијанската културна дипломатија, кој што навистина ги зајакнува меѓународните односи, секако цела тука една индустријска, спортска машинерија, спортскиот туризам, меѓутоа тоа што е најважно, како што истакна и нашиот амбасадор, амбасадорот на Италија, неговата екселенција Паоло Палментери, во текот на отворањето на изложбата, спортот, барем за Италија, не е само обичен надпревар или рекреативен момент, индивидуален или групен. Спортот е многу повеќе. Спортот е еден инструмент за обединување на луѓето, за покажување на почит, солидарност едни кон други, за промовирање на мирот. Нашите гледачи во моментов преку камерата на Телма можат да забележат што се има поставено на ова изложба. Потука сакам да напоменеме какви се експонати може да се видат и воедно кои можеби се најзначајни во целокупната изложба. Тешко е да се каже кои се најзначајни, тоа зависи од љубителите на еден или на друг спорт. Ако Јас лично се прашувам, го сакам бициклизмот, го сакам скијањето, планинарството, алпинизмот. Ете да почнеме од овде, например, конкретно, го имаме, да речем, иконското врвно решение во бициклизмот, на Пинарело.
од 22 година болидот HR Top Gun, така е наречен затоа што навистина е вистински Top Gun и е создаден да руши светски олимписки рекорди. Потоа ги имаме паметните кациги, користени нели и во мотоциклизмот и во скијањето, ги имаме прекрасните мислам целосни одела што се посветени нели за мотоциклистите од Dainese или пак гњурачките опреми за женски и машки. Значи Секој спорт е опфатен. Секој спорт е опфатен. Тоа што е многу битно да се каже дека италијанскиот индустријски дизајн оди отаде функционалноста и дизајнот, тоест естетиката како таква, нели? Воопшто глобално е препозната како најдобра и брендот Made in Italy е навистина на прво место во светот. Меѓутоа, исто така, морам да го кажам ова, дека се посветува огромно внимание и на инклузивноста и на одржливост. Например, ергономските столици, подпирачи на брендот или италијанската фирма Тарта се навистина од огромно значење за сите оние кои што изведуваат некакви активности физички, подпирајќи се на таквите столици, например. Имаме и ергономски геймерски столици, кои што се исто така интересни за оние што го предпочитаат, да речам, геймерството. Прекрасни дизајни на даски за сурфање, на ски. Овде исто така се изложени и некои парчиња од 60-те години па навака, историски, и наспроти нив се покажани најнови, да речам, решенија дизајна. Навистина има што да се види, верувам дека верувам дека гледачите ќе дојдат, дека го потикнавме нивниот интерес и дека поубаво ќе видат за каква изложба станува збор. Значи, навистина спортот е нешто што самата изложба вака кога ќе ја погледнете дава многу енергија. Значи, не мора да се биде професионален спортист или професионален индустријски дизајнер или графички дизајнер да се погледне ова изложба. Навистина дава голема енергија, затоа што спортот пред се е пак енергија, живот, движење. Така, ви благодарам многу за одвоеното време.